Почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. Чувствувам за потребно да ви се обратам на криопланечката јавност за прв пат во време откако действуваме во воредни околности и по прогласена пандемија на вирусот COVID-19. Имено, во текот на денешниот ден имам добиено неофицијални информации дека во Крива Паланка официјално од денес го имаме и првиот случај на заразен со COVID-19. Но во оваа прилика веднаш сакам да упатам апел и смирувачки тон за да не се крева никаква паника однос на овој прв случај. Имено, самиот случај за прв пат е заминат во Скопје, во клиниката Козле за рехабилитација и тоа на 9 март, каде што од 9 март па навака се наоѓа на постојано болничко лекување и третман. Во текот на самото лекување, кај него се имаат забележено симптоми за кои што се претпоставува дека ги има здобиено во текот на престојот на болничкото лекување. Исто така, од неофицијални информации, се очекува оваа лице, кое што било во Заводот за рехабилитација Козле, по текот на денешниот ден да биде префрлено на клиниката за инфективни болести. Исто така, сакам да споделам со јавноста дека е контактирано со најблискиот круг на семејството и во изминатиот период од 9 март до денес со ова лице од Крива Паланка, ниту од кругот на семејството, ниту некој друг, нема остварено никаков друг контакт. Така да простор за вознемиреност и паника нема, но во секој случај ние како граѓани, поединци, служби и институции треба да останеме во целосна мобилност во одна што се нарекува превенција од COVID-19. Во оваа прилика ја користам и можноста да ги информирам граѓаните на Крива Паланка дека во изминатиот период од 20 на дена, може би повеќе, Општинската организација на Црвен крст со останатите служби и Општина Крива Паланка ги превземаат сите неопходни потребни мерки за справување со вирусот COVID-19. Имено, во првиот момент, уште пред да се прогласи воредно состојба во државата, Општинската организација на Црвен крст, заедно со тимови и волонтери, го обезбедуваа граничниот премин ДВБ, каде што правеа контрола на влез на сите патници кои што се враќаат преку овој граничен премин, за да после тоа превземањето на овие повратници од средно ризичните и високо ризичните држави се префрлат во тимови кои што логистички ја помагаат целокупната работа на останатите институции на локално ниво. Исто така сакам да информирам дека во изминатиот период се отворени две телефонски линии, и тоа 078 30 30 60 за повици за граѓани кои што имаат потреба од помош и достава на храна, лекови и хигиенски средства во домашни услови, и втора телефонска линија, и тоа 070 94 97 76, која што линија е наменета за случаи кои што се веќе во изолација и им е потребна психосоцијална поддршка и помош додека се наоѓаат во периодот на домашна изолација. Покрај овие активности, Општина Крива Паланка, заедно со Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Територијалната противпожарна единица, Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство и останатите инспекцијски служби на ниво на Крива Паланка ги превземаат сите неопходни мерки и активности за заштита на своите граѓани. Имено по затворањето на граничниот премин ДВБ, од страна на службите на ЈП Комуналец е извршена целосна дезинфекција како на граничниот премин и терминал, така и на сите јавни локации, главни улици и пристапни патни правци кон Општина Крива Паланка. Оваа дезинфекција исто така е направена во сите јавни институции и во исто време е дадена препорака на советите на станари во колективните стамбени згради да се изврши дезинфекција на сите влезови во самите стамбени згради. Напоредно на тоа, во координација со Министерството за образование на сите воспитно образовни институции е дадена насока за отпочнување и спроведување на едукација на учениците и тоа онлайн, а во текот на оваа недела се спроведуваат интензивни обуки на наставничкиот кадар. Исто така интерно како Општина Крива Паланка договорена е обука со СЕМОС едукација од Скопје за наставниот кадар во текот на оваа недела, тоа конкретно четврток и петок,
да бидат спроведени специализирани обуки кои што ќе бидат повеќе како насока како наставниците интерактивно и успешно да ги спроведуваат овие обуки. Во текот на изминатиот период, како општина која што се протега на магистралниот патен правец А2 и како посебно критични зони, беа конкретно дадени насоки на пазаришниот, трудовиот, но и санитарниот инспектор да прават контрола на сите трговски објекти кои што се наоѓаат долж оваа сообраќајница, но и бензинските пумпи кои што беа како критични точки на кои што имаше запирање на патници кои што се враќаа од средно и високо ризичните земји. Морам да истакнам дека начално граѓаните на Крива Паланка ги почитуваат овие мерки и она што се нарекува полициски час, но сепак ни преостанува уште малку во целата оваа состојба да се однесуваме поодговорно и посовесно. Имено, иако сите спортски терени се затворени, се уште можат да се забележат пред се од помладата популација на спортски терени или рекреативни локации на кои што се спортува во текот на денот. Јас знам дека убавото време не влече надвор, но сепак сите ние треба да се воздржиме од вакви активности во следниот период. Во оваа прилика, исто така сакам да ги потенцирам и останатите активности кои што ги превзема општина Крива Паланка во координација со општествено одговорните компании во градот и луѓето со кои што се работува. Имено преку неколку компании, тоа Амика Мика, Босут, Ала конфекција и Супер Шус, во изминатиот период општина Крива Паланка и институциите на локално ниво добија над 4000 заштитни маски кои што се соодветно дисперзирани. Во текот на утрешниот ден имам најава дека ќе бидат обезбедени уште 1500 маски кои што ќе бидат поделени на граѓаните кои што имаат за потреба да евентуално ги стават во функција кога излегуваат надвор од своите домови или се движат во голема група на луѓе, а тоа е пред се во аптеките, трговските продавници и пред банкоматите, затоа што тука во изминатиот период се создаваше поголема гужва и проток на луѓе. Во таа насока сакам да кажам дека општина Крива Паланка заедно со своите служби работи на превенција и заштита на своите граѓани и од денес официјално сакам да ја обзнанам информацијата дека со Центарот за јавно здравје од Куманово е отворен пункт на кој што пункт во Крива Паланка ќе се земаат проби за бриз, а евентуално сите овие термини ќе бидат закажани преку мој термин и матичните лекари, се со цел граѓаните на Крива Паланка да немаат потреба да заминуваат во Куманово и да се излагаат на непотребен ризик, туку самите проби да се прават тука во Крива Паланка со стручен епидемиолошки тим. Локацијата за земање на бриз е во поранешната барака на Вавилон, добро позната на сите кривопаланчани. Од друга страна, исто така, работа на која што посетивме внимание во текот на денешниот ден со тим од стручни луѓе е подготовка на 3 пункта за дезинфекција на моторни возила на сите влезови во Крива Паланка. Првиот таков пункт ќе биде поставен денес кај станицата за технички преглед на моторни возила, а останатите 2 во текот на утрешниот ден и тоа на другите 2 останати влеза во Крива Паланка. Со оваа препорака која што сакам да ја упатам и до граѓаните, дезинфекцијата на нашите моторни возила со кои што патуваме, дали во соседните градови и општини, или се враќаме од некакви други локации во околината на Крива Паланка, задолжително покрај овие пунктови треба да биде извршена дезинфекција од самите собственици, како и на тоа дека треба да внимаваме на дезинфекцијата во нашите домови и на нашите работни места. Имено, општина Крива Паланка преку своите служби и преку посебно издаден протокол за начин на однесување на работното место ги превзема сите мерки за превенција на работните места на службениците и административните службеници кои што се вработени во рамки на институциите на локално ниво, и конкретно во општина Крива Паланка. Во таа насока уште еднаш сакам да потенцирам дека нема потреба од никаква паника и вознемиреност, туку во целата оваа ситуација треба да останеме дома, да ги почитуваме насоките и мерките кои што ги дават владата и Министерството за здравство и уште еден апел. Во претходните неколку денови се создаваше некаква тензија дека нема доволно прехранени продукти, дека немаме доволно средства за дезинфекција или пак медикаменти. Нема потреба за аква паника.
имаме доволно, значи сите трговски објекти кои што се на територијата на општина Крива Паланка и веледоверии кои што работат, смируваат дека имаме доволно залихи од сите потребни и неопходни, дали се тоа прехранбени, медицински или хигиенски средства, и граѓаните во никаков случај не треба да прават залихи во своите домови од овие средства. За сите останати прашања, телефонските броеви и на општината, но и на мобилниот телефонски број кој што е во рамки на волонтерските тимови во рамки на Црвениот крст, се отворени 24 часа и ви стоиме на располагање за било какви информации. И благодарам.